Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги мои, здраво! Денес сакам да ви зборувам за тоа да се биде благословен од нашите непријатели. Сите знаеме дека Господ Бог може да не благослови. Тој може да ни ја покаже неговата благонаклоност, да не промовира, да не унапреди, да не излекува, но не знаеме дека во нашиот живот Бог може да ги употреби нашите непријатели и да не благослови преку нив. Знам. Тоа што прво ви доаѓа на ум е личност што ве разочарала, што ве напуштила. Пријател, пријателка што ви изневерил. Соработник, односно колега, колешка што упорно прави секогаш да изгледате во лошо светло. Може би тоа не ви се допаѓа, но не можете да остварите вашата мисија, дестинацијата без нив. И ќе прашате: молам, како тоа? Се е дел од Божиот план, да ве однесе таму каде што треба да бидете. Во Стариот Завет, во Светото писмо има една случка со овчарот Давид, кој го победи големиот Голијат. Давид ке беше познат само како обичен овчар, доколку не беше Голијат. Голијат беше стратешки поставен на патот на Давид. Не за да го победи, туку да го напреди. Без Голијат, Давид никогаш немаше да биде на тронот. Не се жалете за вашите непријатели. Може би изгледа на уназадување, но она што всушност е подготовка да ве однесе на вашиот трон. Господ Бог во случката со Давид можеше да го потреби кралот Саул за да го напреди, но Бог одлучи да го благослови Давид не преку неговиот пријател, туку преку неговите непријатели. Токму заради тоа не треба да играме според туѓата игра и правила, да се обидуваме да ги убедиме дека сме добри, паметни, совршени, да им се допаднеме, па ете конечно ќе не остават на раат. Не. Бог не мора да ги користи нашите пријатели, туку може да ги скористи нашите непријатели, нашите критичари, оние кои упорно се обидуваат да не потиснат, да не омаловажат, да не однесат на дното. Да, токму нив ќе ги скористи за да не однесе на врвот. Кога Давид го победи Голијат, никој повеќе не слушна и не разбра за Голијат. Голијат беше создаден за Давид, за неговата цел. Дел од неговата судбина беше да го востанови Давид, кој е тој. Исто како што Бог има божествени врски за нас, да не унапреди, да не турне напред, така има и луѓе, случки
да не обесхрабрат, да направат да изгледаме и да се почувствуваме непријатно, мизерно. Луѓе како Голијат, луѓе кои ќе не пресретнат на патот и ќе ни го пресечат. Она што е важно е следново. Доколку не го сватиме овој принцип, ние стануваме обесхрабрени. Господе, зошто мене ми се случува ова? Таа опозиција не беше наменета за да не запре, туку беше наменета за наше основање. Штом ќе го надминеме ова, не само што ќе зачекориме во нашата судбина, туку и сите останати околу нас ќе видат колку Господ Бог е благонаклонет кон нас. Секој од нас има барем по еден пример, кога на патот на остварување на одредена желба сме имале пречки. Особено од поединци кои направиле буквално се, само да не успееме. Но нашата упорност и неоткажување на крајот вродиле со успех. И покрај се, сме победиле на одреден надпревар, сме го положиле тешкиот испит, тест, сме оздравеле, сме имале вера во Бог дека Тој ќе одредува нашата благосостојба и дека на крај сме дотрчале како посилни и обновени битија со нов светоглед. Убаво е тоа чувство, нели? Штом сме можеле еднаш, ќе можеме уште еднаш и повторно и повторно. Понекогаш Бог ќе ни стави непријател на патот, за да не придвижи. Намерно ќе им дозволи на неподдржувачите, на оние кои ни стават сомнеш, мразителите, озборувачите, критичарите. Така што, кога се чувствуваме уморни, кога сакаме да се откажеме, тогаш треба да продолжиме, да туркаме напред, не бидејќи така сакаме или така се чувствуваме, туку заради тоа што не сакаме да го оставиме непријателот да ужива и да се сити на нашиот неуспех и поразеност. Ние сме победници, нели? Тоа не го правиме од гордост, туку од света посветеност. Присетете се на вашите непријатели, кои на крајот од приказната не останале ништо повеќе, туку само средство или инструмент или канал за вашиот успех. И да, нашите непријатели знаат да не благословат, зарем не? Зарем понекогаш не ви доаѓа да кажете да не беше тој или таа, денес немаше да бидам она што сум. Дури ви надоаѓа некој чувство како да сакате дури и да ги почестите вашите непријатели за услугата што ви е направиле, односно што ве однеле на врвот. Ако не беа тие, не би се молеле толку интензивно и полни со вера. Ако не беа тие, немаше да осознаеме за тоа колку Господ, нашиот небесен татко, не направил цврсти, силни, истрајни, интелигентни, паметни и здрави. Ако не ни речеа така, ќе се откажевме порано. Ако не ни измотивираа со нивните подбивачки зборови дека не сме способни и нема да успееме, а со тоа не мотивирале, денес немаше да го говориме ова. Нивната опозиција направи да туркаме напред. Светото писмо вели: Господ подготвува трпеза пред моите непријатели. Бог, кога не унапредува, тоа го прави јавно, пред нашите непријатели. Нашите дела, нашите успеси ги прави јавно. Ако имате непријател во областа на финансиите, или здравието, или кариерата, меѓучовечките односи и така натаму, знајте дека Господ Бог подготвува трпеза пред вашите непријатели. Ангелите работат за ваш просперитет, успех, благослов.
Секој момент ќе го чуете звукот на победата и ќе знаете дека вашето време е сега. Еве ја трпезата што подготвуваме за тебе. Тоа нема да биде трпеза со брза храна, туку трпеза со највкусни јадења, напитоци, изобилие од десерти. Тоа нема да биде некоја обична трпеза со простични, незабележителни успеси, туку ќе биде забележителна што сите ќе бидат сведоци. А верувајте, најповеќе вашите непријатели. За оние што ви отежнувале, што ве критикувале или зборувале лажно. Ќе ве видат успешни, унапредени, оправдани, благословени, живејќи го вашиот сон со посебна чест на високо место, со големо влијание. На некој начин, Господ го искористи Јуда повеќе отколку другите апостоли. Тој беше одреден да го предаде Исус Христос. Тоа беше неговата цел, да се обиде да го запре, но тоа не беше само негова идеја, туку беше план и на Господ. На моменти изгледаше како нешто неправилно, погрешно, но ако Јуда не го предадеше Исус, ќе немаше распнување. Без крстот немаше да има воскреснување. Без воскреснување ние немаше да бидеме оправдани, исчистени, обновени, спасени. Што сакам да кажам со ова? Не се жалете за личноста која ве предала, изневерила. Ако таа личност не го направеше тоа, немаше да бидете онаму каде што сте. Таа личност ве подготви за врвот, а не за дното. Да го обновиме умот и да ги гледаме нештата од поинаков агол. На тој начин не постои горчина во нас. Ако нашите непријатели лажеле за нас, не подцениле, навистина не било фер. Но Бог го дозволил тоа, знаејќи дека местото не ни е на дното, туку на врвот, и сето тоа го искористил за наше добро. Што ако Исус се вознемиреше и речеше: "Ама Господе, јас сум Твој син, како можеше да дозволиш вака? Тој е еден од моите апостоли, а да ме предаде?" Но Исус знаеше дека Јуда ќе го предаде и не се обиде да го запре, не се обиде да го преубеди да не го направи тоа. Тој знаеше дека предавството е дел од неговата божествена судбина. Ние често се бориме со се што не оди во наша полза. И стануваме огорчени, разочарани. Господе, зошто ми се случува ова? Но како што поминува времето, сваѓаме дека ништо не се случува по случајност. Дури нашата позиција. Ако го имаме правилниот став, Бог ќе го искористи во наша корист. Многу често, за нештата за кои бараме да бидат отстранети од патот, сушност и не треба да бидат отстранети. Ако Бог ги отстрани пред време, нема да го достигнеме нашиот потенцијал. Опозицијата што имаме не прави посилни. Разочарувањето, предавството, манипулацијата, омалуважувањето, недостигот и така натаму не можат да не попречат во остварувањето на нашата цел. Господ Бог го има последниот збор. Ако се уште не ги тргнал сите пречки, значи дека сето тоа ќе го искористи за ваше добро, за ваша корист и напредување. Тој стратешки ги мести личностите како Голијат, како Јуда. Без Голијат не можете да бидете на вашиот трон. Во Евангелие според Лука има една интересна случка. Имено, еден ден, додека Исус поучуваше,
Седеа таму фарисеи и законоучители, кои беа дошле од сите села на Галилеја и Јудеја и од Ерусалим, а ту имаше сила Господова да лекува. И ете, некои донесоа на постелтен човек, што беше фатен, и сакаа да го отнесат и положат пред него. Па како не најдоа место од каде да го внесат поради народот, се качија на куќата и преку покривот го спуштија со се постелата насреде пред Исуса. А тој, штом ја виде верата нивна, рече: човеку, ти се простуваат гревовите. Книжниците пак и фарисеите почнаа да размислуваат и да велат: кој е овој што хули на Бога? Кој може да ги простува гревовите освен единиот Бог? А Исус, кога ги разбра нивните помисли, им одговори и рече: што размислувате во срцата свој? Што е полесно да се каже: ти се простуваат гревовите, или да кажам: стани и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите. Па му рече на фатениот: тебе ти велам, стани, земи си ја постелата и оди си дома. И тој веднаш стана пред нив и си го зеде она на кој лежеше, па си отиде дома славејќи го Бога. Ужас ги опфати сите и го славеа Бога. Па како се исполнија со страв, говореа: чудни работи видовме денес. Што е заклучокот од оваа случка? Ако фарисеите не мрмореа, не се жалеа, не критикуваа, тогаш Исус можеби немаше да рече така, за човекот да биде излечен. Но Исус, токму поради нивното зборување, лечењето го направи јавно, за другите да бидат сведоци и да веруваат. Така што, кога луѓето мрморат, ве критикуваат, не грижете се. Господ слуша се. Тие всушност ве ставаат во позиција за Бог да ве благослови на величествен начин. Вие не мора да им враќате и да им докажувате за вашата вредност и да водите непотребни битки. Останете во мир. Да гледаме од тој аспект. Благодарни сме на нашите пријатели, но и треба да бидеме благодарни и за нашите непријатели исто така. Бог има различни начини за да не промовира и унапреди. Сепак, тој е креаторот и создателот на се. Тој знае што е добро за нас. Тој знае како да го претвори злонамерното во добро, за наше добро. Што значи? Останете верни. Верувајте. Она што е во моментов поразувачко всушност е идно победоносно. Очекувајте вашата победа. Очекувајте го вашето совршено здравје. Очекувајте го вашиот напредок во кариерата. Очекувајте го обелоденувањето на вашиот сон. Само верувајте и бидете радосни. Благослов нека има во вашите мисли, во вашите зборови. Имајте нов став, позитивен. Не се жалете. Зборувајте и изјавувајте само она што го сакате и верувајте дека го имате. Се е во ваша полза. Во псалмите пишува: седи од мојата десна страна, додека ги ставам непријателите твои во подножието на нозете твои. И на крајот на кариштата, кој има право да ве критикува кога не ве познава? Зарем тој или таа ви вдахнал живот? Господ Бог го направил тоа. Тие не ја одредуваат вашата судбина. Вие сте дете на семојкниот Бог. Светото писмо вели: ако е Бог со мене, кој може да е против мене? Се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. Изјавете: јас сум исполнета со обновлива сила. Истиот дух што го воскресна Исус Христос живее во мене. Во послание до Филипјаните пишува: и во ништо не се плашете од противниците. Тоа е знак за нивната погибел, а за вашето спасение. И тоа е од Бога.
Кога Исус Христос излезе од гробот и воскресна, ги зеде клучевите од смртта и пеклот и рече: Сета моќ ми е дадена мене во рајот и на земјата. Сега, тебе ти ја давам таа моќ. Ти си исполнета со семожна моќ. Најмоќната сила во универзумот е на твоја страна. Ние растеме, созреваме во тешки времења, а наградата е голема. Непријателот мисли дека ве става под голем притисок, но она што не го сваќа е дека на таков начин вие станувате поистрани и победоносни. Господ Бог ќе ги искористи вашите непријатели за да ве благослови. Почитувани, очекувајте ги вашите благослови. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подосна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: Мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гребови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секој добро почитување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска-Костадинова. Елиезер.